Од 8 балкански држави, Македонија е на 5-то место според висината на минималната плата или трета од оздола. Иако нашиот минималец во последните 2 години скокна високо, тоа на нашата земја не ја обезбеди подобро место во споредбената статистика, зашто во регионот повеќето земји се подобри од Македонија. Најниска минимална плата од 264 евра земаат косовските работници, а веднаш до нив е минималната плата на работниците од Албанија, која е 284 евра. Во Босна и Херцеговина минималецот порасна на 305 евра, исто како и во Србија, каде стигна до 383 евра. Многу добро во оваа споредба се црногорците кои имаат минимална плата од 450 евра и се најдобри од земјите во регионот кои не се во ЕУ. Во Хрватска од 1 јануари минималецот е 560 евра, а во Словенија тој изнесува 1203. Уште полошо во оваа статистика е тоа што платите на најслабо платените работници кај нас во ноември биле пониски од октомври, што наспроти се повисоките цени е сериозен удар за граѓаните со ниски примања. Што за ова велат од синдикатот? Според статистичките податоци кои што по моментов ги имаме, ние секако ќе разследуваме како Сојуз на синдикати на Македонија и нормално ќе реагираме во тој правец како стандардот да се подобри на работниците. Верувам дека понатаму ќе пробаме се што може да направиме за да не се наруши финансиската состојба на вработените. За во март владата најави зголемување на минималецот за околу 1800 денари, пошто тој би требало да стигне нешто над 20.000 денари, а премиерот Ковачевски најави и дека нови ценовни шокови до крајот на годината ќе нема. Ние ветивме и дека нема да има ценовен шок за граѓаните во текот на 2023 до крајот на годината и оваа година ќе продолжат субвенциите за справување со економската и енергетската криза и за тоа се предвидени 225 милиони евра во буџетот.